Фијаско на Дуи, партијата на Али Ахмети никако не може да се снајде во опозиција. Интерпелацијата за 4 владени функционери беа целосно политичко промашување, сметаат познавачите. Доказ за тоа е што дури нивните пратеници не гласаа за одговорност на министрите. Поранешниот пратеник Владимир Ѓорчев за Алфа вели дека доказ за неуспехот на интегративците е што не успеале ниту да ја држат оваа тема во јавноста подолг период, туку се завршило за само неколку часа. Имате ситуација да од 18 пратеници на ДУИ за една од интерпелациите гласаат само 3 нивни пратеници. Тоа кажува дека и самите тие не веруваат во тоа што го работеле, не ја држа темата во јавност 5, 6, 7, 8 дена, туку се помина за неколку часа, така што мислам дека целата нивна иницијатива беше неуспешна и во јавност, и во собранието, а и генерално едноставно немаше основа за сето тоа што го бара, затоа што јавноста гледа дека владата добро функционира. Универзитетскиот професор Самил Малчевски вели дека доказ за големиот неуспех на ДУИ е самото тоа што во текот на расправата за интерпелациите не беа присутни најголемиот број од нивните пратеници. ДУИ никако не може да се снајде како опозициона партија. Очигледно е дека им требаше на ваков период да научат како се делува и во опозиција. По мене интерпелациите му беа тотално промашен политички маркетинг, кој што вчера заврши со едно големо фијаско. Толку фијаското беше големо што дури ни нивните пратеници не веруваа во интерпелациите, па дури во салата беа 5-6 од 15 присутни во текот на денот. ДУИ поддршка не доби ниту од СДСМ, со кој 7 години сложно ја делеа власта. Според Ѓорчев, овој потек е за очекување барем пред јавноста, бидејќи ниту двете партии во моментов со бројот на пратеници не можат ништо против власта. Вели дополнителен проблем за нив е што владата во моментов со своите резултати ја зголемува довербата кај граѓаните. СДСМ во секоја прилика кога можеле да соработуваат со ДУИ, соработувале и тоа би го направиле што се вели и утре, доколку ги имаат бројките и доколку има математика. Но мислам дека со победата на ВМРО ДПМН и со перформансот, со резултатите на владата на Христијан Мицкоски и целата коалиција, целиот владен кабинет, мислам дека едноставно не се остава политички простор да ДУИ со нивните иницијативи како оваа да добие некоја поддршка во јавност. Ваквиот потек на СДСМ е очекуван и според Малчевски. Сите случувања во ДУИ довеле до тоа партијата на Венко Филипче да се обиде да се дистанцира од Али Ахмети. Па мислам дека после сите случувања во ДУИ, после ставањето на Артан Груби на црна листа, СДСМ свесно полека се дистанцира од ДУИ или од она што заедно го правеа изминатите или оние 7 години додека беа на власт. Очекувам таа риторика како поминува времето да се заозбилува и да станува се почеста и почеста. Дека интерпелациите на ДУИ се без никаква поента и дека ќе завршат без успех беше познато и претходно. Според политичкиот аналитичар Александар Ристевски, нивната цел била само колку толку да го имаат вниманието во јавноста и со цел да останат актуелни кај нивното гласачко тело, кое се ситни со секој ден минат во опозиција. Глумење на жртва, оној па не можам веќе да го наречам пасивен национализам и шовинизам, него веќе отворен. Малце се губи, земајќи во предвид дека само пред 2-3 години глумеа партија еколошка и зелена партија, така да мислам дека ова е еден само нивен своевиден обид да останат актуелни, да останат во жижата на случувањата и борење за внимание на јавноста пред локалните избори кои ни следуваат за 9 месеци. Без успех мина интерпелациите за вице-премиерот и министр за животна средина Изет Меджити, вице-премиерот и министр за односи меѓу заедниците Иван Стојковиќ, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, неговиот заменик Астрид Есени, додека со 61 глас за и 22 против беше изгласана интерпелацијата за првиот човек на Собринската комисија за социјална политика, демографија и млади Илире Даути.